Јас ќе се држам до темата, до предлогот и нема да зборувам како пратеничка, ќе зборувам со научни аргументи, имам право на тоа како експерт на Обединените нации за избори. Значи, прво, мора да правиме разлика, неколку пати слушам изборен систем. А всушност зборуваме денеска само за изборна единица. Значи, ако зборуваме за изборен систем, тогаш еве заради гледачите, изборен систем значи одговор на прашањето како добиените гласови да се трансформираат во мандати. И постои мнозински изборен систем, постои пропорционален изборен систем, каков што ние имаме од 2001 година, и постои мешовит изборен систем од различни типови. Имавме таков ние во 1998 година, има во Германија денеска. Разликата меѓу нашиот и германскиот, тамо 50 пратеници во Бундестагот по мнозински, 50 по пропорционален, кај нас 80 пратеници се бираа по мнозински систем, 30 пратеници се бираа по пропорционален изборен систем и цела Македонија беше една изборна единица. Значи, денеска зборуваме за вториот елемент, или дали државата да биде една изборна единица или да има повеќе изборни единици. Третиот елемент да не го заборавам е изборниот праг. Ајде да се вратам на темава. Зошто е важно? И јас нема да зборувам со навивање, бидејќи има аргументи и за едниот, за, против, а она што овде се споменува не е изборен систем, туку е изборна техника. Значи, кај пропорционалниот изборен систем, кога се тргнува кон пренос на бројот на гласови во мандати, тоа може да се стори со различни техники. Ние имаме така наречената Донтова техника, зошто таа остатокот на гласовите го дава на партиите со најголем број гласови. Зошто? За да делува антифрагментационо, имено пропорционалните изборни системи. Јасно е дека, бидејќи им даваат поголема шанса и на помалите партии да влезат во собранието, ќе го направат собранието поплурално од што ако се примени мнозински изборен систем. Британија, главно две партии се менуваат на гледате на власта, или лабористите, или конзервативците. Има референдум за изборен систем, велат не, зошто? За нив е најважна или поважна стабилноста од репрезентативноста. Значи, секогаш кога цениме, треба да мериме, да зборуваме, да стежиме кон некоја хармонија и да има репрезентативност на различните делови од граѓаните, различните партии, различните идеологии, различните етнички групи, затоа имаме ние пропорционален систем, ама и да водиме сметка за стабилноста. Значи, прагот и мнозинскиот систем нудат поголема стабилност, меѓутоа не и репрезентативност. Првиот заклучок. Една изборна единица значи најголема репрезентативност или најголема пропорционалност во застапувањето. Тоа е важно да се каже. Зошто е важно? Бидејќи ние имаме не модел на мнозинска демократија како британците, каде што одлуките ги носи мнозинството, ама малцинството се штити со меѓународните документи, па постои опасност од тиранија на мнозинството, туку, значи, репрезентативна представеност се обидуваме на сите етнички групи и така натаму. И кога велите вие дека не треба да има понатамо, ке зборуваме изборен праг, тоа е за сите да бидат представени. Што е најважно, сакам да кажам? Ајде примери прво. Една изборна единица во моментов има во рамките на ЕУ
во Словачка и една изборна единица има Холандија. Во нашиот регион една изборна единица има во Србија и една изборна единица има во Црна Гора. Кога зборуваме за почна господинот Снопче, денеска нема да ве заморувам со тоа кога ќе зборуваме за техниките. Да, Донте е математичар како нашиот колега и тој сакал да нема голема фрагментација и да нема многу изгубени гласови, затоа ги додавал на и поголемите партии. Која му е аргументацијата? Па, ако влезат сите партии во парламентот, тогаш ќе го пресликаме општеството, а сепак во парламентот треба да бидат представени клучните играчи, не сите, иначе ќе биде многу комплицирано општеството и одлучувањето. Значи, не може целата арена општествена да ја пренесеме во парламентот. Меѓутоа, како што кажува, има многу други техники, ако сакате хер, ако сакате империјали квота, ако сакате друп квота, каде што гласовите не се даваат на партиите што добиле најмногу гласови и пратеници, туку се распоредуваат по рамномерно и останатите. Дури има и техники каде што преостанатите гласови после се делат на територијата на целата држава. Па, оној што е најблизко ќе се определи, да речеме, баденски систем, 10.000 треба да добиете за да влезете, партијата која што е најблиску до 10.000 ќе ги добие остатоците од формулите. Но да го оставиме тоа. Што е најважно сепак? Најважно е, кога реков да комбинираме стабилност и репрезентативност, да водиме сметка за сите. Како? Еднаквост на гласот. Значи, релативно изброј на пратеници на релативно изброј на гласачи. Што го велам ова? Затоа што во Соединетите Американски држави Врховниот суд одлучува ако има нееднаквост на гласот. Или во Франција Уставниот совет одлучува за изборните прашања и за ваквата нееднаквост. Или еднаквост. Што сакам друго да кажам сега? Значи, најважно е еднаквоста на гласот. И кога се кројат изборните единици, не се тргнува во државите само од бројот на граѓаните кои што фигурираат врз основа на пописите, туку се земаат и други параметри. Например, излезноста. Така, например, никој не кажува дека ние сме редок пример каде што диаспора гласа на локални избори. На локални избори граѓаните гласаат тамо каде што живеат, тамо каде што се лекуваат, тамо каде што се школуваат, тамо каде што примаат пензии. И дури има конвенција рамковна која што бара не само членките на ЕУ, туку и од другите, да им овозможат на странците со подолг престој да учествуваат на локалните избори. Во секој извештај за изборниот закон ни го пишуваат и нам тоа. Бидејќи сум жена и бидејќи ми е важно, сакам да кажам дека исто така важно е дека според Венецијанската комисија врз основа на бројни истражувања, шансите на жените да добијат мандат се поголеми во што поголеми изборни единици, што значи ќе бидат најголеми во една изборна единица, доколку има прак, но тоа ќе го оставам за некоја дискусија. Што е битно за Македонија? Прво, да не менува изборен систем, ако менува и изборен систем, не зборувам значи само за изборна единица, зборувам за изборниот систем, да не менува на крај на мандатот и да не менува особено пред избори, бидејќи тоа е нелегитимно, да трага по консензус, многу важно е, зошто, бидејќи се вели дека изборниот систем е прашање за кое најмногу се пишува и дебатира, но најтешко се менува. Многу ретко се менува изборниот систем. Ја споменав Холандија, кога велам една изборна единица, од самото воспоставување таа изборна единица, а и кај Србија и Црна Гора нема доволно време за да ги кажам резултатите. Меѓутоа, не можам да не кажам дека тамо па нешто го има, отворени листи и се намали бројот на жените. Значи,
Она што денеска го чув, што треба да имаме во предвид? Треба да имаме во предвид дека ако определена етничка група или ако партија што има поддржувачи е хомогено распоредена на територијата, ако е хомогено распоредена на определена територија, тогаш кога има повеќе изборни единици кои водат, а треба да водат сметка и за етничката хомогеност, имаат поголема шанса да бидат представени, за разлика од етничките заедници што се дисперзирани на територијата на некоја држава, кои што имаат тогаш далеку помали шанси за соодветна застапеност. И за ова треба да се дискутира со аргументи про и за, и да се има во предвид, зошто некои пак држави, кога не може да постигнат консензус за ваквата представеност, посегаат и по резервирани места за помалите заедници кои што не можат да бидат соодветно представени, и сериозни политичари треба да водат сметка и за ова. Значи, што мислам? Дека е легитимно да се отвори расправата. Денеска рековме предмет на дебата е само големината на изборната единица. Јас кажав дека има и држави со повеќе изборни единици, господинот Снопче тоа го спомена, да, за поделените општества повеќе изборни единици е добро решение. Има и во регионот држави слични на нашата со 10 изборни единици, со 8 изборни единици, но треба да не навиваме, туку да ги посочиме аргументите за и против. И затоа јас реков, хармонија е најважна. Зошто? Може би звучи несоодветно еден пример. Ама, колку има повеќе партии во еден парламент, а да кажам, нашиот парламент се смета за сегментиран парламент. Тоа го пишува Сартори кога зборува колку партии имаме ние, значи сегментирано општество, сегментиран парламент, ќе се согласите дека колку повеќе партии има во еден парламент, толку потешко се прават коалиции. Колку повеќе партнери има во коалициите на власт, толку потешко се носат одлуките. Но ова не мора секогаш да биде лака. Ако се трага по национални интереси, ако се дава приоритет на владењето на правото, тогаш ќе се дојде полесно и до решение. Кога веќе се предлага една изборна единица, за незина најголема предност покрај еднаквоста на гласот, секаде, се смета и ставањето акцент на општиот интерес, а не на локалниот или на регионалниот интерес, но тие се многу важни. И затоа пак е важно кога се креираат листите, а најчесто тие се креираат од лидерите на партиите, од партиската елита, никако да не се заборават локалните, односно регионалните интереси. Се случува на листите да има најмногу од седиштето, тамо каде што е седиштето на партијата, и од водството кое што влијае, значи да се води сметка и за регионалната и за локалната димензија, која пак е основен приоритет кај еден друг изборен систем, односно кај мнозинскиот изборен систем. И затоа во САД, иако мандатот ми е 2 години, на пратениците во представничкиот дом, речиси доживотно се избираат, зашто нив им се најважни локалните интереси, и тезата е дека животот е на локално ниво, а не на централно ниво, и дека тој интерес треба да се одрази. Значи, ако има внатрепартиска демократија, тогаш и во креирањето на листите
ке мора да се внимава да има представеност на сите делови на државата, бидејќи ние сме мултиетничко општество, мултикултурно општество, мултиконфесионално општество и сите посебни интереси имаат право на граѓанство. Значи, ова што е предност може да биде и мана ако целосно се запостават овие интереси. Ако дискутираме мирно и со аргументи, тогаш дека ќе можеме да дојдеме до некое заедничко решение. Не е табу тема, се разбира, изборниот систем, но мора да знаеме дека во него е важно да се постигне и некаква логика помеѓу, како што реков, начинот, помеѓу делот што е избран, техниката да води сметка, бидејќи и сега и со ваков пропорционален изборен систем, ако се смени донтовата техника со некоја од другите формули, исто така ќе се отвори поголема можност за помалите партии да влезат. Тоа држи. Меѓутоа, ако има и во ЕУ, и на Западен Балкан, и една изборна единица со цел да се постигне единство околу клучните интереси, мислам дека можеме да дискутираме и за тоа, се разбира, без квалификации, и тогаш ќе видиме дали навистина е ова момент за промена. Иначе ние важиме за држава која доста пати го менувала изборниот систем. 2 изборни циклуси мнозински систем, третиот мешовит систем. Велеа дека најлогично би било четвртиот да биде од германски тип, 50 пратеници по мнозински, 50 по пропорционален. Германците меѓутоа имаат и изборен прак од 5%, што го надменуваат само либералите и зелените. Ние имаме, значи, етнички заедници, имаме ние групи за кои е недостижен овој прак. Затоа јас сосема имам разбирање за нив, затоа што тие знаат дека ако е Македонија една изборна единица, нивните шанси да влезат сами и да ги промовираат своите политики е поголема. Другите пак, поголемите партии, логично, легитимно е и тоа, сметаат дека ќе се фрагментира парламентот, дека ќе има уцени, дека ќе има притисоци, многу често во нашата политика, дека тешко ќе се постигнува консензус важни прашања. Значи, треба да седнеме да ги измериме аргументите за и против, инаку јас нема денеска да зборувам за отворена листа или за изборен прак, тоа доаѓам во некоја друга прилика. Значи, јас во моментов сакам да кажам дека не можам да не поддржам отварање на расправа за едно легитимно прашање, за едно легитимно право, и спремна сум да дискутираме со аргументи за и против. Ви благодарам. И благодарам, колежка.